Територијата на општина Прилеп е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-исторички, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, додека така се размислував кое е полско село во атарот на општината Прилеп да го посетам ова 2026 господово лето и за него да направам нова документарна репортажа за неговото историско и духовно битисување, кога на сам ден на православниот христијански празник Прочка, ова 2026 господово лето, ми зазвони мојот телефон, каде што слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоран новинарот кој везден шета во нашиве села македонски насушни ми треба, овде Александар Богески од селото Беровци, кој долги години живее во Европската Унија", ми рече. "Добро утро, овде Зоран новинарот", одговорив. "Зоране, сакам нешто да ми те прашам, да ми те замолам, дали може да појдеш и во моево родно село Беровци, да направиш едно слико, да остане за веки векова на тоа слико што ти ќе го направиш, да се присетат нашите внучиња и правнучиња, кога ќе подпораснат, што било и како бил животот во наше време", ме замоли Александар Богоевски. "Ќе појдам, како нема да појдам, саде кажи кој ден да биде тоа", одговорив. "Дали може да појдеш на првата недела по Великден, на празникот Томина недела, затоа што на овој ден нашата соборна црква, чие име го носи на Господ Исус Христос, поточно речено неговото воскресение, а ние, еве речиси 15 години, овој ден си го празнуваме како црковна слава", ме замоли Александар Богоевски. "Само ти кажи кога, да, со возо ќе дојдеме, да, со возо, да. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, ја да. Ама заедно ќе бидем. Да, заедно ќе стигнеме таму. Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред. И навистина така и бидна. За селото Беровци тргнав рано, мощне рано во мугрите, што се вели, првата недела по Великден, на сам ден на православниот христијански празник, посветен на апостол Свети Тома, кој секогаш се паѓа на првата недела по Великден, каде што во раните утински сати на Беровското сред село ме пречекаа моите домаќини, поточно речено Петре Ристевски, првиот меѓу еднаквите членови на црковниот одбор на црквите Воскресението Христово и Свети Никола, заедно со професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите денешни етнолози и историографи, не само во македонскиве простори, туку ширум балканскиве и европскиве простори, кој беше дојден во нова истражувачка мисија во Прилепска околија, воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм. Почитувани мои, полна ми е душево што еве овдека се наоѓам во Пелогонискава регија, да бидам реален, овдека низ Пелогонискава регија патувам 30 години. Полна ми е душево што ете по покана на црковно-манастирскиот одбор од селото Беровци, сум дојден тука по повод македонскиот православен христијански празник. Тоа е Томина недела, каде што ете со мештаните до ова село, а пред се првите меѓу еднаквите од ова село. Тука е председателот на црковно-манастирскиот одбор овдека во селото Беровци. Дека е денов за новогодини, ти си првиот меѓу еднаквите. Вака сега едно да те прашам. Која беше мотивацијата, ете ти да бидеш првиот меѓу еднаквите во црковно-манастирскиот одбор овдека во ова твое родно место? Вака сега, значи ние тука
на некој начин сме сите еднакви. Така. Баш вие како кажавте. Меѓутоа, одлука на мнозинството, бидејќи тука работиме години, од која веќе црквата почната да се гради од ново, и тука новата друга и така натаму, така одлучија, едноставно дадоа поверење да бидам носител на ова место. Значи вика старите од народ за народ, Од народ. да остани она што го направиле вашите Нема. предци и вие да го продолжите. Немаме никаков личен интерес, едноставно работиме за верата, за душата. Ајде се вака да ми кажеш за селово Беровци, за неговата лична карта, кај се наоѓа тоа, кој му се соседни села, Да. колку е далеко од Прилеп, од што луѓето живееле прво и што денеска живеат. Беровци се најдува во на некој начин срцето на Пелагонија, во Прилепска општина. Сме од градот на 7 километри, баш во рамницата, во Пелагонија. И Кој му се соседни села? соседни села ни се Галичани, Ново Лагово, Старо Лагово, Алинци, Веселчани, тоа сме блиску сите. Селото наше Колку куќи број, колку жители има сега? во моментот има околу 100 куќи, Така. 300 жители и 380 жители, околу 100 куќи активни сите. Имаме 20 на викенд куќи. Селото е доста живо, доста напредно. Од што луѓето живееле порано и што денеска? Што ова Порано- поле се раѓа? Вака, Пелагонија како Пелагонија е општо позната дека е плодно земјиште, обработливо земјиште, земјоделско. Се чуваше доста стока, се работеа нивите, нормално се гледува култури земјоделски, градинарски и така натаму. И сега исто традицијата продолжува, се одгледува многу тутун претежно. Има и градинарски култури, меѓутоа претежно доминира тутун. Понешто има стока, не многу, бидејќи условите се такви како што се. И тоа е. Ова се, овој да ми те прашам, твоето име презиме од кој Галабија си од овде? Јас сум Петре Ристевски, од Видановската фамилија. Тука сме од дедо прадедо, значи Како се викаше дедо ти? Видан. По татко ти. По татко ми дедо Видан. Баба ти по татко ти? Јана. Додека дедо ти по мајке ти? Дедо ми по мајка ми се вика Коле, од Мало Коњари. Од Мало Коњари. А пак баба ти по мајке ти? Васка. Васка. Кој ти се комши тебе за лошо зарно во село, така речено? Или сите? Цело село? Јас мислам сите. Цело село. Јас не можам да ги делам. Така. Татко ти се вика? Даме. А мајке ти? Починате. Господи, го прости да му биде здрава жива фамилијата. Мајка ми почината, Така. татко ми Даме, мајка ми Санта. Од кај беше мајке ти родом? Од Мало Коњари. Од Мало Коњари. Да. Колку сте вие браќа и сестри? Ние бевме тројца брајче и една сестра. Така, домајчиката твоја од кај ти е? Мојата домајчинка е од Прилеп. Така? Така. Колку Господ челат деца ви Две даде? деца имаме, машко и девојче, мажени, женети, Така, колку нучери имаш? 4. Како се викаат? Јована, Калија, Ева и Ника. Кој ти се помили, првото или сегарето? Сите, мене Сите, сите. а? Кој ти Мене е ме кој- боли сите. Кој ти е куќна слава? Свети Никола. Така. Одека до тебе се наоѓа и твоето име. Алекса Мирчевски, Така, ти си од селото, од село Беровско, од кој Галабија си. од Јанчевска фамилија. Така. Ете исто, така да речам, очу, ова прво да те прашам. Може ли да ми наброиш овие викени места одека што ги имате околу Атаро на селово? Викенд места. Пример да речеме, пример да речеме прекурител што вика старите Култури, да, бе, покрит. Дерлисица е викаме некај што свечеше, Стара река, Трски, место викано Белкамен. Така. И друго. Дедо ти како се викаше? Дедо ми се викаше Велко. Така, баба ти? Баба ми Наца. Така, таа од кај беше, се сеќаваш? Од Врбијани. Од Врбијани? Баба ми. Така, значи по татко ти. Да, да. А по мајка ти? По мајка ми од Големо Којњари. Како се викаше? Од Баба ти. Рајна се викаше Рајна. и Така, дедо ти, добро, ова се да те прашам. Татко ти како се вика? Целе, Мајка ти? весела. Таа од кај беше? Од Големо Којњари. Така, домаќиката твоја? Од Прилеп, Така како се вика? Суза. Како се јазете, бегалка со свадба? Бегалка. Зошто да речеме? Од кажам така беше Така било време. пишено. Така било Колку пишено. Господ челат ви даде? Две дечиња имам, машко и женско, мажени, со внучина сум. Така, колку ги имаш наброј? 6 имам. Ајде до поедно. Ајде, Андреј, Така, Марија, така, Андреја, така. Бисера и Матеја. Кој ти е, Исти ми се, не можам Така. да делам. кој ти е куќна слава тебе? Митроен и Великден. Така.
Може ли да се присетиш во твојата младост, че си релативно млад човек, како беше одека животот во селото кој ќе се насред селото за Божик, за Бадник, за Великден, за Спасовден, за Илиден? Имаше ли насред село ред оро, ред невести, ред моми? Имаше еден стар гајдаџија, Блашко, имаше и други свирачи, меѓутоа Блашко беше како главен Така? со гајдата и че ги собереше тука насред село, имаше игранки. Така. За тие големите празници имаше во тие денови, имаше игранка селска, бидејќи тугаш немамне црква, црквата е покасно изградена и собиралиштето беше, значи, она главна весела манифестација беше игранката со гајдата. Така. Тука имаме уште еден твој соселанец? Јанчевски Бранко. Така, Од фамилија Јанчевци, така. што е најбогата и најголема во Беровци. А Илија нека и понатаму. 8 мина браќа, една сестра и 3 починати. Тоа е 12 души. Така, Еден фудбалски клуб со еден резерва. така е. И напред одиме. Така е. Рече од кој од Од Јанчевци. така. Ајде истото прашање. Дедо ти и Дедо ми, исто како што кажа батучет ми е фамилија сте. Предходниот. Така. Дедо ми Велко, баба ми Наца, потекнува од Врбјани и овде се дојдени со убава добра слога, со голема работа, достигнато сне до ова џереме. Така. Колку членови брои твојата фамилија? Мојата фамилија број јас, жената и 2 машки деца. Како ти се вика домајчинката? Даница, Та од кај ти е? од Тројкрсти. Од Тројкрсти. Езедов, Срејча, што сите ме куде, ама успев да ја земам. А, види, Да. како јас ти го фатија последниот воз, Да. последниот вагон, последното купе, Така. ама имаше среќа што воза не одеше, Да. пошто ја мојата од Маријово ќе ми ја земе. Име многу збогати. Така. Отибев не разбра. Така. Ова што се вика и шегата е дел од животот. Да, така. Колку Господ рече Чилас ви даде? 2 машки дечина, едното женето и имам едно внуче, Николија, родена на Свети Никола. А нека ти е очи голема да расти, да се дочекаш безброј Да дава очи Господ лучина. што нема и да се шири фамилијата. Така. Ова сега очи да ми кажеш. По селава наши кога патуваме, вика старите, ако има продавница во селото ќе го бива. Ако нема Значи, продавница, вака се. така речено. Инфраструктурно сме делумично решени, може многу повеќе, многу повеќе. Значи се гради, се развива, доста се развива нашето село. Па се понатаму. Ајде една порака до сите наши македонци каде тие да се наоѓаат. Пред се порака до твоите соселани кои што без разлика што дали се наоѓаат во Прилеп, дали во Америка, во Канада, во Австралија, во Германија, Европска унија, да ако ништо повеќе барем еднаш да си дојдат во родното огниште, затоа што ги отворат оние зареѓани катанци под навод кажано, затоа што пубаво место од родното, пубаво место од Беровци нема никаде. Ме подсетувате на една песна, вели, кај да сте, за Петровден дома да сте. Така, Сариевски што ја пее така. Мислам дека тука многу кажува. Скоро се е кажам. Кај да сте, за Петровден дома да сте. Дори има една друга песна, туѓината пуста да остане за Австралија или возот враќа тргнува право за Германија. Ама пада се врати. Така е. Да. Не е добро општата ситуација што вака ни се случува и затоа голем дел од младите одлучуваат да бидат странци. Странци домашни. Меѓутоа вака едно би рекол, кај да се и да се оди, ако стои грудката земја, ако стои, макар и да е падната куќата камен на камен, ќе има кај да дојдат. Ама ако го продаиме, готово завршена приказна. Секој што продава губи. Така е. Секој што продава губи. Така е. Материјалот е богатството, не се во парите богатството. Ова те прашам, кога му е летна слава? Односно, панаѓу празник на манастирот. Ова црквиче е возобновено црквиче. На старите темели, на старото место. Ние сите го знаеме, беше срушено до темел. Така. Побарав ни дозволи ја од завод и музеј, ни дозволи ја од парохија, од Питола дојде комисија, владиката лично Петре дојде, значи фала му, ни помогна, ни дозволи ја да го изградиме црквичето одново, на старите темели, на старите димензии, задржани се тие, и сега во најскоро време очекуваме, бидејќи веќе втасавне иконостасавне и цртавне се, најскоро време ќе ја осветуваме, таму негде при есен, септември-октомври. Вика старите со Господово Да. провидение и тој ден ќе дојди. Така сме во план, Да. така сме во план, веќе комисијата помина, го одобри, е како што треба и
Значи, секогаш може повеќе. Откако што се вели, со моите домаќини си го почнавме муабетот на долго и на широко за историското битишување на нивното родно село, ме замолија пред тие да ни ги раскажа нивните приказни за историското битисување на нивното родно село, што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби, најсетне ние да ги запознаеме со нашите сознанија за нивното родно село, поточно речено за досегашните етнографски сознанија, за устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти и пишаните документи, копајќи низ архивите ширум Македонија во изминативи децении, кои за селото Беровци датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Атарот на селото Беровци е испреплетен од многобројните археолошки остатоци кои се нераскинлив дел од културното наследство на македонскиот народ и македонскава држава. Ова село, формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнешни времиња. Иако дел од историографските записи говорат дека селото Беровци е од поново време, сепак историографските записи кои датираат од многу стари времиња говорат дека атарот на ова село повеќе од 6000 години зрачи со живот како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еордеите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, а за тоа говорат археолошките локалитети, некрополата од доцно античко време Селска црква, населбата од неолитско време Кметица, населбата и некрополата од римско време Црквиште и археолошкиот локалитет Стара црква. Историографските записи кои датираат од многу стари времиња говорат дека историското битисување на ова село е поврзано со Римската империја, Византија, со македонската средновековна држава, позната под името Склавинија Македонија, чиј најголем просвет го достигнува за време на владењето на македонските владетели царот Пребонд и царот Хацон. Општејувањето на ова село е забележено во мноштвото црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година во црковните повелби житија за време на владавината со Македонија на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, во црковните житија, повелби посланија од 1299 година на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, во црковните посланија од 1346 до 1355 година на царот Стефан Урош IV Душан Немањич, во црковните посланија од 1365 година па се до 1371 година на кралот Димитрија Волкашин, во црковните записи од 1371
до 1395 година на кралот Марко. Во пишаните томански дефтери, Беровци првпат се споменува во томашкиот пописен дефтер од 1467-68 година. Исто така селото се споменува во пописниот томански дефтер од 1650 година, во пописниот томански дефтер од 1750 година. При крајот на отомачкото владење, селото било Чифлик Сајбиско село, а Чифлик Сајби со мухамеданска вера биле Османбек, Алембек, Ташобек, Бекирбек, Мамудбек, Асанбек, Шајбек, додека Чифлик Сајби со рисијанска вера биле Рампо Хаджи Шпирков, Најдо Граше и Сотир Хаджилиев. Во 1912 година чифлигарската земја од претходно споменатите Чифлик Сајби си ја купиле мештаните од ова село. Втората половина на 19 век за селото Беровци е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на башибознакот предводен од Чајабек од селото Арматуш. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на црквата Свети Никола. Според историографските записи, црквата Свети Никола представувала еднокоравна градба со полукружна апсида на источната страна. Главниот влез се наоѓа на западната страна, а над него имало ниша со фреска на Свети Никола. Црквата била изградена од делкан травертински камен и покриена со керамиди. Во црковниот двор се наоѓале селските гробишта. На северно-источната страна се наоѓала камбанаријата изидена од камен, која имала квадратна основа. Покриена била со пирамидален кров од керамиди. Црквата Свети Никола, денешниот архитектонски лик, го добива во 2016 година. Таа по својата архитектура и сликарска програма представува типичен примерот на византиски стил на градба и сликарство. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија со полукружна апсида на источната страна. Основата на градежниот материјал за незината изградба е армирано бетонска конструкција со средишна купола обложена со делкан доломитски камен. Кровната конструкција, апсидата и куполата е изработена од брестово дрво на 6 боди обложена со керамиди. На западната страна од црквата се влегува во нартексот. Над влезната врата постои изгравиран на брестово дрво длабен надпис Црква Свети Никола во село Беровци. Наосот на црквата е едноброден. Заради малата просторност на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со додатоци на композиции што се типични за периодот на 19 век. Над зидните површини насликани се на север и на југ старозаветните пророци. Централниот и страничните травеи обоени се со светлосина боја, како имитација на небо и на површината кај централниот травеј. Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со представата на Исус Христос, Седржител. На северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос, праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композиции од животот на Исус Христос во втората и третата зона. Од јужната страна на наосот во првата зона и во втората зона, од исток кон запад, представени се свети воини и други светители. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор, украсен со икони.
Соборната црква во селото Беровци, чие име го носи на Воскресението Христово, е од поново време. Таа се наоѓа во местноста викана Црквиште. Започната е со градба во 1994 година со осветувањето на темелите од страна на митрополитот Преспанско-Пелагонски господин Петар. По својата архитектура представува типичен примерот на византиски стил на градба од типот на базилики, наречено псевдо-базилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија, со полукружна апсида на источната страна со средишна купола. Основата на градежниот материјал за незината изградба е армирано бетонска конструкција. На јужната страна од црквата во црковниот двор се наоѓаат камбанаријата, трпезаријата и припратните црковни објекти. Црквата Воскресение Христово е осветена во 2001 Господово лето, првата недела по Великден, поточно речено на православниот христијански празник посветен на Свети апостол Тома, меѓу народот попознат како Томина недела од страна на митрополитот Преспанско-Пелагонски господин Петар. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Беровци, воедно да присуствувам на празнувањето на православниот христијански празник посветен на апостол Тома, меѓу народот попознат како Томина недела, денот на осветувањето на овој соборен храм, поточно на утринската литургија, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, која се одржа во соборниот храм, чие име го носи на Воскресението Христово, и за него да направам документарен аудиовизуелен запис. Почитувани мои, предлагам да ги проследите до сегашниве истражувања за христијанско-православниот начин на живење на мештаните не само од селото Беровци, туку од сета Прилепска околија, на професорот Драгослав Миновски, копајќи во изминативе децении ширум архивите во Македонија, во продолжение на оваа репортажа. На самиот почеток, од моето многу часовно седиско приоѓање за нашата вера православна, ќе се потрудам во најкратки црти да ви ја дадам сршта од нашата православна вера, но на вас ќе остане да си ја преповторувате, да ја научите и да ја пренесувате на колку што можете повеќемина кои малку знаат за Бога. Овие почетни часови по веронаука за најмладите се лесно читливи и лесно можат да им ги дадат и да ги научат преку моето пишување и родителите, и дедовците, и бабите, и постарите на своите деца. Да ги подсетат најмладите дека нашата вера православна нас не одржала низ вековите како народ македонски и верата во Бога била од секогаш наш живот, а тоа го читаме во Библијата и во Стариот и во Новиот Завет, каде меѓу ретките народи на многу места се спомнува и нашиот македонски народ. За Бог дознаваме од Светото Писмо, Библијата. Библијата е збир на свети записи, кои се напишани од боговдахновени луѓе, во кои се запишани многу вистини и тајни кои Бог им ги открил. Светото Писмо е откровение Божјо и се дели на Стар и Нов Завет. Стариот Завет е сојуз на Бог со луѓето, ветување преку избраникот Божји, патриархот Авраам и неговото богоизборно потомство. Во Светото Писмо, Светиот Завет, преку светите записи, се опишуваат настани од стварањето на светот, па се до раѓањето на оној преку кого е створен светот, Господ Исус Христос. Новиот Завет е сојуз на Богочовекот Исус Христос со луѓето. Сите настани и мистерии од Стариот Завет во Христа добија објаснување и полнота. Во Светото Писмо, Новиот Завет, во светите записи очевидци ги опишале настаните од раѓањето на Господ Исус Христос, па се до неговото славно воскресение од мртвите и вознесувањето. Детално е опишано и слегувањето на Светиот Дух
на првите Христови ученици, нивната проповед во името Негово и божанската наука. Во тие записи е предскажано се што ќе се случи до второто Христово доаѓање и страшниот суд. Господ Исус Христос се именува Богочовек, бидејќи во себе ги има двете природи, божанска од Бог Отец и човечанска од својата мајка, Пресвета Дева Марија. Таа Бог го родила во човечко тело. Божјата и човековата природа се во единствениот и ист Христос, Синот Божји единороден, се соединиле неслиено, непроменливо, неразделливо. Христос истовремено е и Бог и човек, затоа и се нарекува Богочовек. Љубовта Божја спрема човекот е неизмерна и би ја споредил со убавиот прекрасен пролетен ден. Насекаде, каде и да одиме, во тој прекрасен пролетен ден, ние ја чувствуваме Божјата љубов кон нас. Таа Божја љубов ја гледаме и во нашите семејства, во љубовта кон нашите родители, кон нашите деца и нашите сестри и браќа. Таа љубов ја гледаме во самите себе, бидејќи човекот е создаден од љубов, од страна на пресветите и непорочни богодостоинствени раце на единиот и вистински Бог, кој ги создаде небото и земјата, и човекот преку себе го позна Господ Бог, својот Создател. Прекрасен пример на Божјата љубов е нашата црква, Божјето семејство, заедницата на оние кои одговориле на Божниот повик да го следат. Бог секогаш не повикува да бидеме дел од православната црква, затоа што тој не сака. Секогаш, кога ќе се собереме заедно да ги проследиме светите божествени тајни, ја славиме таа љубов. Љубовта кон Христа е незаситна. Колку повеќе го љубиш, толку повеќе мислиш дека не го љубиш и сакаш се повеќе и повеќе да го имаш во себе и ти да бидеш во него и со него. Филип му рече: Господи, покажи ли го Отецот и достани е. А Исус му одговори: толку време сум со вас и зар не си ме познал, Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот. Па како што ти велиш, покажи ни го Отецот. Не веруваш ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секогаш во мене, тој ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не веруваш во мене заради делата, вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши, зашто јас си одам кај Светиот Отец. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам кај вас. Уште малку и светот нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден, вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене. И јас сум со вас. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. А кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец и јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Господ Бог нема телесни очи, а сепак се гледа. Гледа и тогаш кога е темница. Исто така, го гледа ситниот песок, ги гледа ластовичките, цвејќето, како и големите мориња, планини, звездите и сонцето. Тој се гледа и се согледува. И нас не гледа. Ги гледа нашите срца и знае се што мислиме и се што правиме. Ние него не го гледаме, зашто тој нема тело, тој нема раце, нема нозе. Бог е дух
Бог секаде е присутен и од Него не можеме да се сокриеме. Тој е на небото и на земјата. Горе меѓу звездите и долу во морските длабочини. Само еден е Бог, но во Него се три лица: Отец, Син и Свети Дух. Тие се три лица, но сепак само еден е Бог. Трите божествени лица се викаат со едно име: Пресвета Троица. Браќа и сестри во Господа, денешната недела е посветена на светиот апостол Тома. Поточно, во оваа недела се говори и нагласува Томиното неверие. Но и сите ние луѓето често пронаоѓаме неверие и маловерност во нас. Затоа не смееме брзопрето да го осудиме светиот апостол Тома, кој го покажал својот сомнеж кон Христовото воскресение. Никако не смееме да ги осудуваме и денеска луѓето кои по своите човечки слабости можат да изразат сомнеж. Осудата кон другите не е добродетел, па да ја имаме и ние во себе. Никако и не смееме да имаме ниту пак омраза во себе кон другите кои ја спорат нашата вера. Впрочем, ние треба да ја сведочиме мирно и цврсто својата вера, исполнети со голема љубов кон секого. Тој кој е заблуден, ние да го поучиме преку својот пример на љубовта кон него и кон секого. Така Бог го поучил апостолот Тома, но Бог постојано и нас не поучува благо и кротко во нашиот живот. Љубовта е нашето средство преку кое делуваме ние верниците во воскреснатиот Богочовек Исус Христос. Нашето делување треба да е мирно и тивко, полно со сочувство и емпатија, чисто и искрено, пламено и топло, исто како што делува и чистата и безгранична љубов Божја. Дојде Исус, застана насреде и им рече: Мир вам! Воскреснатиот Богочовек Исус Христос се појавува помеѓу собраните апостоли и прво што им вели, ги поздравува со прекрасниот мирен поздрав. Тоа што Христос го има во себе и им го дарува и на апостолите. Им го дава својот мир, им го дарува победниот мир. Победителот на смртта, на гревот и на ѓаволот го има во себе благодатниот и љубовен мир да го споделува со своите ученици. Учениците биле во страв поради неговата смрт, плашејќи се и за своите собствени животи. Биле во страв од римјаните, та затоа тајно се собирале и се заклучувале. Тој се покажува на своите ученици со своите видливи рани, сведочејќи им за неговото вистинско тело, кое било оштетено од раните кои му биле зададени. На овој начин, Христос им покажува дека тој вистински страдал со своето тело, кое е и понатаму оштетено, но украсено со тие прекрасни рани, преку кои се спасени луѓето. Христос ги истакнува своите спасителни рани, за да го посведочи вистинското страдање, но страдањето со смртта за вечна радост. А Исус пак им рече: Мир вам! Повторно Христос ги благословува со својот мир. Тој ги благословува повтор пат за да бидат духовно облагодатени во мир и спокој, да имаат мир, затоа што наскоро ќе започна својата тешка мисија на проповедање по светот. Апостолот Тома не бил присутен тогаш кога се појавил Исус, тоа кога дошол Тома кај другите апостолите му раскажале. Тома во Евангелието е наречен близнак. Светите отци велат дека така бил наречен поради неговата колеблива природа. Бил сомнежлив и малодушен. Та рекол: додека не ги видам раните од клинците на рацете негови и не го ставам прстот свој во раните од клинците и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. Божјата љубов е голема. Та сака и Тома да го увери и да му го покаже тоа што тој сакал да види, за да биде сигурен во воскреснатиот учител. И повторно, после 8 дена, кога учениците беа сите собрани заедно со Тома,
Кога вратата била заклучена, Господ се појавил, застанал меѓу нив и рекол: мир вам. Потоа му рече на Тома: дај го прстот свој овде и види рацете мои. Дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои. И не биди неверник, туку верник. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: ти поверува затоа што виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Господ со голема љубов го укорува апостолот Тома, како што и постојано ги укорувал сите нив и додека бил со нив. Додека пак Тома, откако се уверил, го прославил Богочовекот Исус со големо воодушевување. Господ пак вели дека верата мора да биде силна и непоколеблива и кажува дека блажени се тие кои не виделе и поверувале. Сите ние кои веруваме во Богочовекот Исус Христос, без да сме го виделе, ќе бидеме блажени по неговите зборови, затоа што имаме непоколеблива вера. Тома сметал дека воскресението е невозможно, дека логички е невозможно да стане мртовец после 3 дена. Светиот Теофилакт говори во своето толкување дека апостолот верувал во Бога и во Синот Божји, но само сметал според својата човечка слабост, умствената ограниченост, поради опитната земска логика, дека чудото е невозможно. Но пак, преку апостолот Тома, ние денеска ја дознаваме вистината. Да не беше апостолот Тома, кој бил укорен од Господ, ние немаше да имаме доказ пред противниците на нашата вера, дека Христос страдал со своето тело и воскреснал со своето тело. Па така, преку сомнежот на апостолот Тома, нам сега ни се открива вистината. Христовиот пријател Лазар умира и Христос не го спасува за да не умре, та Христос им вели на апостолите тогаш кога тие се шокирани дека умрел: Лазар умре, но се радувам заради вас што не бев таму, та да поверувате, туку да отидеме кај него. Смртта на Лазар е за да се прослави Синот Божји. Та некои работи колку и да изгледаат во моментот непријатно или пак невозможно, сепак тоа е така за нас луѓето во нелогичните и необјасните чудни околности, но сепак е тоа така и поради Божјиот план и откровението Божјо во светот. Бог се прославува тогаш кога човекот најмалку се надева, кога смета дека нешто е нелогично и нереално. Но Бог се пројавува тогаш кога човекот во таа потполна нелогичност го предава својот живот на Господа со потполна доверба и со вера. Чудото се случува кога логиката не се согласува, разумот се спротивставува, но срцето со верата се предаваат на Божјата волја и се надеваат. Нашата вера е вистинска вера во вистинскиот Господ, во вечниот Бог, кој се роди во нашиот свет, постана човек исти, како што сме и ние, и живееше со нас. Безграничниот и совршен Господ нас ни се откри во светот, живејќи со нас луѓето, страдајќи и умирајќи поради нашето спасение. Исус воскресна славно. Та на тој начин не спаси сите нас кои веруваме во Него. Нашата вера треба да биде силна и со таа наша силна вера да имаме и силна доверба во Господ. Верата наша ја подразбира потполната доверба во Спасителот. Нашиот живот треба да биде насочен кон Него, за да го здобиеме вечното спасение во вечната прекрасна убавина, во вечната радост. Довербата наша треба да биде чиста и без грешка. Богочовекот Исус Христос ни ја дава неговата прва заповед која се однесува токму на верата и довербата кон Творецот. Та тој во Евангелието ни вели: возлюби го Господа, твојот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја сила, со сите своји помисли. Никаков сомнеж не смее да биде спротивставен кон Творецот, затоа што сомнежот ја упропастува верата во Господа. Сомнежот го разединува единството, сомнежот го разјадува ткивото, сомнежот ја упропастува љубовта.
Сомнежот е голем проблем во човештвото. Постојано ја среќаваме оваа појава околу нас. Човештвото никако не може да се избори против оваа лоша мана, против оваа грешка која се појавува кај луѓето. Но дека таа може да се појави во мислата, и не е тоа страшно, како некаков појавно надворешен импулс. Но доколку таа помисла ја прифатиме како своја мерна единица, како свој критериум во личниот однос, тогаш нашиот живот ќе се претвори во сомнеж. Постојано ќе се сомневаме во се и во секого. За жал, реално денеска оваа појава е генерално општо прифатена во меѓучовечкиот личносен однос. Па и не е воопшто чудно зошто помеѓу нас е недовербата огромна и зошто се случува зло во светот. Денеска во грев живееме, оддалечени сме од Господ, душата пати без Бог. Та во таква безживотна агонија, стравот завладеал во нашите души. Својата несигурност, несовршеност, својот проблем го ретектираме кон другиот и го осудуваме, манифестирајќи се себе си како грешни битија. Поради собствениот грев и страв, во другиот се гледаме себе си, та го мразиме без причина, негирајќи го. Секој е против секого, поради личниот сомнеж кон секого и во се. Многу е тешко кога ќе се појави сомнежот кон другиот без причина, кога сомнежот постанува основна мерка кон се околу нас, па тоа постанува општо негирање кон се околу себе, истакнувајќи ја единствено својата лична совршеност и безгрешност. Но, за да имаме искрена доверба и почитување кон другиот, треба да ја исполниме најголемата добродетел, а тоа е љубовта, та тогаш сомнежот исчезнува. Како можеме да бидеме благи и добри кон другиот, доколку се сомневаме во него? Доколку не веруваме и се сомневаме, како тогаш можеме воопшто да веруваме и да љубиме? Психологијата го согледува проблемот на сомнежот, поврзувајќи го со стравот во психата на човекот. За православната вера, стравот е демонска енергија, која не оттуѓува од Бога и од луѓето. Во стравот е малодушноста. Науката исто така го користи сомнежот, за да може и понатаму да постои, за да истражува. Науката експлицитно го негира Господа и посакува да го докаже животот како случајна возможност. Но науката исто така ги користи своите опитни, вековни искуства, теоретски и практично да пронајде свој животен извор далеку од Бог, постојано сомневајќи се во Божјата вистина и намера. Додека филозофијата го користела сомнежот како мерка за филтрација на се она што го осознава човекот, сето она што го согледува и поима во себе, та преку филтрирањето на информациите и теориите кои се појавуваат, да го објасни феноменот на општиот живот. Па така, сомнежот, философијата го користела за методолошко средство со кое ги форматирала своите ставови и перцепции. Сомнежот пак на поединците, за светите отци бил подстрек за да ја формираат теологијата, трудејќи се да ја објаснат верата преку богословствувањето, сведочејќи ја правата вера, апологетски толкувајќи ги нелогичните работи на верата. Сомнежот не мора да се согледува како одречно негирање кое одбива да ја прифати вистината, сепак во овој контекст сомнежот може да се случи како појава на чудо невидување и радосно изненадување од неочекуваното и нелогично чудо. Логиката кај човекот е втемелена во неговата свест, која го обликува неговиот секојдневен живот преку опитното искуство на целокупниот живот. Браќа и сестри, по молитвите на светиот апостол Тома, да не бидеме сомнежливи и да бидеме храбри и одлучни во нашата вера. Секако дека на нас, луѓето, во нашата колебрива природа, потребна ни е духовната поддршка од светителите и од Господ. Да се трудиме и да се љубиме помеѓу себе, за да ја покажеме нашата вистинска вера, која вистински љуби. По молитвите на светите луѓе, Господ да не благослови. Амин. Почитувани мои,
Како мештаните од селото Беровци си го празнува православниот христијански празник посветен на Свети апостол Тома, меѓу народот попознат како Томина недела, воедно и денот на осветувањето на нивниот соборен храм, чие име го носи на воскресението Христово, ќе проследите во наредната репортажа. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Во мир да се помолиме на Господа. Господи Бог мирот, за мир од небото и за спасение.